Драги мои, добро вечер и добро ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. Вечерва, како и секогаш, имам ексклузивна гостинка. Овој пат е жена, но како и да е специфична по многу основи. Таа прети се и во првата моја реченица од најавата ќе кажам дека е жена која не може, не знае и не сака трето, ама не помалку важно, да живее само во едни чевли. Таа е новинар, таа е активист, раскажувач, креатор, мајка, хуманитарец и гласен борец за правда. Дел од вас ја знаат од најголем дел од протестите, дел од вас ја знаат и од телевизиски гостувања, анализи, интересни пораки кои остануваат запаметени, кои се впечатливи сами по себе. Некои можеби се сеќаваат на нејзините патиписни репортажи во рамки на емисијата Патокас, преку создавањето и емитувањето на Патокас, па се до светот на креативноста, нејзин собствен бизнис, здрава исхрана за децата, нејзиниот бебе готвач, кој што го прави и во соработка со уште една девојка, жена брилијантна, меѓутоа едно од нејзините, би рекла, можеби најинтересни дела. Зошто? Затоа што е спој на мајчинството, на желбата за здрав живот, цела една психологија и филозофија за тоа како да си пораснеме здрави децата. Нејзиниот живот е мозаик од искреност, искуства, емоции, храброст, постојано да се почнува одново. Таа не се плаши ако остане без работа, бидејќи работи за себе и работи љубов. Значи, нејзината работа не е работна обврска, туку е љубовна обврска. Значи, ќе зборуваме за тоа како од љубов и потреба се создава Риза, како од љубов и потреба се создава Бебе готвач, проект кој што веќе 11 години им помага на родителите да ги хранат посвесно своите деца, а кој успее да излезе и од границите на Македонија, ова не сте го знаеле. Преведен е на албански јазик, значи само иницијативно со сопствени раци и средства успеваат да го извадат надвор од границите. Ќе зборуваме за пишувањето како нејзина лична терапија, за животот како домакинка, како што љуби да се опише себе си, ама без предрасуди. Домакинка како професија која е рамна на докторати и магистратури, тука многу од вас ќе се сложат со мене. Понатаму, за потребата никогаш да не се молчи пред неправдата, можеби така и најмногу ја знаете, и за некоја секунда и ќе ја најавам и веднаш ќе ви е јасно за кого се работи и за каква сила од жена станува збор. Таа создава приказни, создава проекти, создава дом и создава смисла на малите и секојдневни нешта. Оваа епизода е токму таква, уште една епизода искрена, топла и многу инспиративна. Велам добро вечер и се ежам во исто време на мојата многу драга Елена Петковска, Петреска според сопругот, како и да е жена со собствено одбележје, доволно и Елена. Добро вечер и добри дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Ме фати сега уште поголема трема од најавата. Не мораш на вие, можеш на ти, бидејќи си уживаме ти во комуникацијата. Добра трема, секогаш Елена, заради тоа што кога слушаш за себе што се си направил, и тоа им го збораме на другите гости кога ќе дојдат, бидејќи е така, луѓето посебно од нашата генерација кои поминаа различни транзицијски етапи обштествени, дури не се ни свесни што се изнаправиле во животот, ако може така да се каже, и сега практично и нормално е тема да трема да те удри малку од малку, да. Дали уште како малечка знаеше дека нема да имаш обичен живот, условно кажа? Па вака кога ќе се навратам, да, никогаш не сум сакала, не во смисла да бидам необична или да се одвојувам од масата, него секогаш имав некои желби кои повеќето ги нема. Значи, ако кажам сега дека сакав да бидам полицаец, желба ми е да ми беше да бидам инспектор, да работам во МВР, а сега сум нешто сусема друго. Па едно време бев спремна да се запишам на драмски факултет, да бидам глумица. Меѓутоа патот ме однесе во новинарските води, па се запишав на факултетот. Само не го кажа во најавата мој минус, за новинарство. Меѓутоа, да, не дека замислував или се трудев да бидам поразлична, едноставно ете така си имам некој свој свет, некои свои замисли, принципи до кои се држам. Колку е лесно уште во детството, во тој твој свет кој го сакаш и си влюбена во даден момент е едно во друга, после неколку години е нешто друго, колку е лесно да застанеш зад себе?
во таква една, сепак деца сме биле, па потоа тинеџерски години доаѓаат. Сакаш да си прифатан од друштвото, сакаш да си, нели, дел од некаква заедница, па не знам, активности спортски, вакви, такви. Колку е лесно или не е да се биде, да се стои зад себе? Сега ќе кажам нешто спротивно на тоа каква, не знам, слика сум дала за себе. Пред некој време на ќерка ми и кажав, ја уште не знам што сакам да бидам кога ќе пораснам. Значи, јас сум човек што некогаш ми било и криво што не сум имала. Ете така, нели, како некој музичар кој ќе го прашате, ќе ви каже дека уште од 5 години пее, или уметник, или не знам, економист, или правник, луѓе што имале страст и желба уште од, не знам, кога осознале дека тоа им се професии кои би им се допаднале. Јас се уште немам едно такво ограничување и да речам дека јас сум само тоа или би сакала да бидам само тоа, така да не го знам тој терет на... Многу интересно, ама па што и да си замислила, остваруваш и си влюбена во конкретен проект, без разлика на неговата трајност и без разлика што не е, например, да си полицаец или со конкретна некаква професија, туку си... Би можела да бидаме, нека слушате МВР, може ќе ми најдат таму некоја работа. Некој фино место за... Не, се зафркавам. За човек кој борат за правда. Тоа ми е неостварена желба, што за жал не може да се оствари, или годините веќе не ми се ни да се запишам јас на полициско, иако сега ете повторно го вратија полициското средно. Меѓутоа, сум се фаќала себе си дека кога ќе го достигнам нивото во некоја област и ќе научам тоа што јас сум сакала да научам, и ми станува досадно и си барам некоја друга занимација, нешто друго каде што ќе го пренасочам времето, енергијата. Затоа има така повеќе проекти позади кои стојам јас, а Бебе готвач заедно и со Ирина. Така и практично Бебе готвач е само еден од успешните проекти, за сите одделно ќе зборуваме. Каже една клучна реченица пред малку, а тоа е дека и на ќерка ти велиш, уште не знам што сакам да бидам кога ќе пораснам. Дали клучот за среќа која првенствено и секогаш треба да дојде однатре, а не од надвор, па внатре да се почувствуваме среќни заради некаква надворешна дразба, е никогаш да не губиеш детето во себе. Па да. Не сакам да пораснам, значи не го сакам животот на возрастните. Знаете како кога ќе пораснеш има толку многу па не само проблеми, туку и предизвици со кои треба да се соочуваме. Сега јас ако сум еднаква на годините кои ги имам како број, не би се осеќала убаво. Значи, мене паметот ми е, односно волјата за живот ми е како кога сум имала 22-3 години, меѓутоа мудроста или она знаењето што доаѓаат со годините, не ги правиш истите одлуки, не ги имаш истите ставови, например, иако јас себе си се фаќам дека многу малку отстапки сум направила во некои ставови. Јас знам да прекршам правила, принципи не. Значи до некои работи се држам многу строго за тоа како треба да изгледа. Тоа е мудрост, ова сето друго е љубопитноста детска која никако не. Но во сите проекти кои ги работиш, во суштина проткајува на ваков или онаков начин или во базата на сето тоа е пишувањето. Да. Новинарството како избор на факултет, книгите, твојот начин на изразување, твоите текстови се достапни јавно на социјалните мрежи, ти си ги објавуваш делумно, потоа друга форма на пишување преку Бебе готвач, дали пишувањето е бегство твое прво кога имаш потреба да избегаш од не знам, од реалноста некаде? Да, тоа е најефтина терапија, би рекла. Јас луѓето ме знаат како многу зборлес. Јас навистина многу зборам, меѓутоа кога станува збор за себе, за она што го носиш во душата како чувства, ми е тешко да го искажам со зборови како што некој друг би го направил тоа. И јас тогаш пишувам, дали поезија, дали проза, дали некој краток текст, така ми искача мене душата на виделина. И текстовите се фантастични, имам извадено делови од нив за кои ќе позборуваме, бидејќи се совпаѓаат со некои теми што сакам да ги опфатиме. Зошто уште не сме ги виделе објавени? Зборувам како книга во хард копи со корица. Па затоа што се премногу различни и затоа што кога започнавме со Бебе готвач, не можев јас и дури креативните луѓе имаат граница до колку може да бидат креативни. Од премногу обврски, мислам дека
ми ги снема дури и мислите. Имам нешто напишано сега ново, чекам да ми се подсоберат и дури имам и наслов и се надевам дека еден ден ќе направам една промоција за тие мои чувства и мисли. Така е, треба да се остави зад нас. На крајот на криштата прво себе си го должиме тоа, потоа на децата, особено кога твориш и создаваш на овој начин. Како што кажавме и во најавата, еве малкумина знаат и за бебе готвач, односно тие што сакаат си знаат, малку знаат дека си новинар по професија, дека тоа си студирала, меѓутоа најмногу знаат дека си борец кој против неправда, кој едноставно излегува, протестира кога има неправда. Те знаат и за време на францускиот предлог, за време на протестите за онкологија, промената на името и така натаму, ти си во првите борбени редови, условно кажано. Колку кое влијание или чие влијание во детството ја одржа да ја храни таа желба твоја да си гласна кога е неправда во прашање? Па, мислам дека целото семејство, особено мајка ми, инаку од страната на татко ми и од страната на мајка ми, предците моите, јас сум генерација што си ги запознала и прадедовците и прабабите, не затоа што раѓале млади, па сум имала можности да израснам со нив и со нивните приказни, животни приказни. Јас сум израсната во егејска куќа, значи мојата прабаба Денка и мојот прадедо Толе биле живи додека сум била јас, па негде додека и 10, 11, 12 години. Не се врзувам за датуми, особено не такви тажни, не паметам. А од страната па на мајка ми биле партизани, воени лица, дедо ми беше, на мајка ми татко беше полицаец многу познат во Скопјето. А целата таа љубов за правда од мајка ми. Значи со мајка ми бев на првиот протест, тоа беше 99-та година на мостот, на камениот мост, кога ја бомбардира Србија, носевме мети. Да, тоа ми беше првиот протест и од тогаш никогаш не престанав. Секогаш кога мислам дека има потреба од моето присуство во смисла да е во исти тек да одговара со моите принципи и ставови околу одредена тема, тогаш искачам, не искачам по секоја цена. Колку само да ме има. Мислиш ли дека се уби таа енергија за борба против неправда преку протести? Да. И тоа мислам дека најмногу со социјалните мрежи. Кога ќе напишеме нешто, имаме чувство дека сме дале нешто, нели, ета го кажав јас моето мислење, не можам да излезам, иако сметам дека секогаш е потребно да има физичко присуство. Да, социјалните медиуми малце го спласнаа, не знам, кога беше војната во 2001 година, кој текнува пред собрание, тоа беше народ. Од тогаш наваму таа бројка само се намалува и мое мислење дека тоа е баш заради тоа. Мислиме дека ако седнеме, напишеме две реченици и може да вредат тие алтани, меѓутоа кога ќе искочиш и гласно, кога да не ти е страв, да не се плашиш да те видат дека си таму. Јас, например, тоа ми е на ставот околу Те чинеше ли во животот таа во смисла на, не знам, иако си релативно, па и не релативно, апсолутно независно од, не знам, институционален приход или државна работа и така натаму, па и приватни фирми, си имаш свој бизнис, своји проекти, ти се случуваа ли блокади од разноразни типови заради твојата гласност и твојата јасност, па и на социјални мрежи, па и видливост на медиуми кога си имала што да кажеш на... Сум имала и таа неколку ситуации. 2 пати колата ми ја зимаше пајак со платена порака на обележено паркинг место како порака. Зашто сум тој ден таму каде што сум? Јас По кои протести беше тоа, например? Тоа беа за па не беа тоа протести класични, јас сум дел и од Сончева револуција. Тоа е една неофицијална организација и нашата идеја беше преку истакнување на 16 кракото сонце да се обединиме. Значи мора да имаме нешто за кое би се држали. Ние го одбравме тоа сонце затоа што е сонце. Затоа што тоа беше и символ на нашето прво знаме на независна Македонија. И правевме еден вид на, па не беа протести,
се движевме од Свети Петар и Павле во Ново Лисиче до Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров и правевме не ми текнува сега зборот, со коли се движевме по булеварите за да привлечеме внимание. Делевме знамиња, обезбедувавме спонзори, односно ги објавувавме на нашата страна Сончева револуција да се истакнуваат. И тогаш беше тој период, тоа беше негдека после, значи околу 2018-19 година после промената. Зошто една Елена Петковска или Петреска, како и да е една Елена, толку ги вознемири оние кои одлучуваа во тој момент така да те казнат или да те исплашат? Се обидува да те исплашат? Па не знам, еве да ги прави. Свесна ли си за својата вредност и сила, штом некој се дрзнал и тоа да го направи? Не, и уште мене и сега еве на вакво прашање ќе одговорам, не ми е јасно зашто мене некој би ми сакал да ми каже, затоа што јас не се осеќам како толку дека имам влијание или моќност. Можеби да сум променила мислење кај одредени луѓе, затоа што јас на тема политика секогаш зборувам. Меѓутоа не само за политиката и за темите кои јас сметам дека ги владеам да ги разговарам, имам нели информации, можам да зборам, не зборам за економија, врска немам, знам да трошам. Меѓутоа не знам да Па и да заработиш, знам. Да, меѓутоа знам дека негдека сум имала влијание, меѓутоа дека имам јас влијание за некој да ми ја зима колата или да му се закануваат, тогаш сопругот работеше сосема друга работа, знам дека му дојда, дека ги избрише женати постовите или што. Ја викам, значи идам како да одам против себе. Значи за некои работи одам, немаат за мене некои работи цена. Се безценети, тоа е љубовта кон децата, кон семејството и Македонија. Тие што ме знаат дека сум влюбена во Македонија. Затоа и имав патеписна емисија која ги истражуваш убавините на Македонија. Че сум заљубена во оваа наша мала земјичка. Звучиш прекрасно, звучи многу искрено и многу објективно. Што ќе им одговориш на оние кои сега слушаат и ќе речат амам веќе од вакви патетични патриотски прашања и одговори? Има и такви. Има, точно. Многу пати сум размислувала на оваа тема. Знаете, сама себе сум се фаќала зашто јас одам на протести секој ден, си ги оставам децата и после ќе пораснат и ќе ме прашаат ти каде беше, ти што направи, не сакам да бидам, ама ја напишав статус на Facebook. Сакам, за мене патриотизмот не е само да си ја сакаш Македонија или како што знаат да кажат, да си го веете знамето, да покажете 3 прста. Не, јас на многу начини сум докажала дека ја сакам Македонија преку најразлични активности. Бебе готвач, оваа книга е само еден дел од она што го работевме јас и Ирина изминативе 11 години. Ја имавме првата посериозна група, не беше единствена од таков тип. Здрава храна, здрави деца, знаете што значи да си го посветиш секој дневието на одговарање на прашања, на совети, да изнедеш. Значи ние бевме група каде што имавме доктор, наоѓавме контакти за да им помогнеме на мајките како да ги добијат бесплатно информациите што тука кога би дошле, нели, од цела Македонија, кога би дошле во Скопје би платиле многу пари за да отидат на некој приватен доктор. Сме наоѓале спонзори кои ни помагале ако начекаме некој повик хуманитарен без никој да знае во групата, социјален случај сме помагале и јас и Ирина и нашата група. И тоа е патриотизам. И тоа е патриотизам. Јас тие што ме знаат дека патиките до легионот ми е целиот со од пушоци од цигари. Јас кога ќе запалам цигара ја гасам од патиките и ја го носам пикавецот додека не ја најдам првата канта. Да не правиме муабет за дека сум оставила отпад зад себе, така ги учам моите деца. Јас сум гласна и кога одам по улица. Значи не може да фрлиш ѓубре пред мене. Мене не ми е срам јас да изреагирам. Сметам дека тоа е патриотизмот, таа љубов, не е дека јас одам и го веам само знамето, како што знаеле да кажат. И сега кога ме најави и сега на оваа возраст, кога си го враќам филмот,
ми е јасно зашто некои луѓе ми се воодушевувале, затоа што јас не сум се гледала така со тие очи. Затоа што за тебе е тоа нормално. Да, да. И сега можеби ќе звучи нескромно, но ете сега на овие 40 плюс години јас дознавам дека ете сум оставила, дури Ирина која ќе речеше, знаеш ли што имаме направено јас и ти, затоа што после 10 години ние сме се уште без конкуренција на пазарот, нема ваков тип на готвач прирачник и тоа ми е една од најголемата гордост што јас утре кога ќе ме нема, дека моето име нема да исчезне, моите деца ќе имаат со што да се гордеат, затоа што така ете сум им ги оставила. должиш и другите книги кои чекаме да бидат објавени. И како потоа се создава на хартија бебе готвач? Сосема случајно, Ирина е исто, она е и многу поамбициозна и она е многу она кој ќе реши нешто да се направи, мора да се направи. Она ако каже дека треба денеска да завршам нешто, морам да го завршам. Потребен е таков водач. Ние сме тим, ние сме другарки 30 и кусру од пелени, буквално сме другарки, она ми е и старосватица. Животот заедно го поминуваме и ден денеска. Во групата Ирина стави еден PDF документ со неделно мени за да им биде полесно на мајките, за да си го симнат, да го остават на бабите, на не знам тој што им ги чуваат децата во моментот, да може да разгледаат. Имаше неколку рецепти за една недела, на пример 20 рецепти. Сосема случајно брат е дизајнер, односно development, сега да не ме искара нешто со апликации, тие овие новите професии ми се многу малце познати како и мене, добро. Он ни изработи, вика, ајде таму што правите со тоа PDF-от, ја ќе ви направам апликација. Така ја направивме првата Android апликација Бебе Готвач, која сега после 11 години се уште е бесплатна. И не побара една издавачка куќа и не праша дали сакате да напишете, затоа што навистина бевме популарни во одреден период, дури ми беше викам Ирина, доста прифаќаме гостувања, уште од фрижидерот напочнеме на луѓето да им излегуваме. И на нивна покана отидовме во таа издавачка куќа и да напишеме книга, меѓутоа условите не ни се допадна и ви викам на Ирина, зашто ние сами не ја напишеме, нас ни беше напишано. Значи ние рецептите ги имавме. Во Бебе Готвач сето тоа треба убаво да се спакува. Во Бебе Готвач има 350 рецепти, значи гледавме да има рецепт буквално за секој ден. Под секој рецепт за 3 оброци, би се рекло на некој начин. Под секој рецепт има совет, не поврзан со рецептот, значи оние мали некои совети што ќе им помогнат на мајките од како да го науштрите ножот во кујна до во која намирница ги има кои витамини. Каде може да се ја набават? Во сите поголеми книжарници низ Македонија има, во Скопје секако, онлайн преку нашата страна може да се најде, значи секдека не има. Одлично, одлично. Меѓутоа, ние немаше да бидеме ние ако завршевме само со 350 рецепти. Значи, јас богативме книгата со неколку статии. Една од нив е како да успешно доење, затоа што низ годините со Ирина поминавме во многу разговори со многу мајки кои нема поддршка, ниту и ние кога ги имавме првите деца, го имавме знаењето за да може да доиме. Зашто да готвите домашна храна од економски аспект до зашто за тоа да одгледаме и изгледаме здрави генерации. Пред секој книгата е од 6 плюс месеци, значи кога почнуваат да јадат. Кога почнуваат да јадат, за све друго се консултира со доктор. Пред секој месец имате табела кои намирници согласно сезоната, да, адаптирани на нашето поднебје, например во Шведска или не знам Норвешка почнуваат со риба. Ние почнуваме со јаболче. До стати што да очекуваат родителите како се развива бебето. Знаете, има како мајки сме се соочиле со шокови. Бебето ти спие и наеднаш 3 дена не можеш, те фаќа лудило, буквално не знаеш што да направиш, не знаеш со кого да разговараш, ти не можеш цел ден да идеш од доктор на доктор да прашуваш што му е на детето, се те викаат мајка тоа е, бебе плаче. Меѓутоа све си има зашто едно бебе се однесува така како што се однесува и ние и тоа сме го ставиле во книгата. Што имавме друга табели за дохрана, значи рецепти од десерти, смути. Хуман проект кој што
стартува или почнува без нели интернационализми, нека се биде македонскиот јазик, кој почнува од најхумани причини, од желба да се помогне, од желба да се споделат искуства, па и да се најдат начини на оние на кои и друг тип на помош им е потребна, и тоа сте го правеле без да знаат, до тоа да на крајот сами ве наоѓаат и практично ви се трасирани како патот за ова сето да добие на крајот на криштата и профитабилност. Колку не треба во животот да се форсираат работите тенденциозно, колку треба вака да се остават? Каков склоп од карактерни особини и социјален амбиент, нели, финансиска независност и така натаму е неопходен како услов, како не знаме, како основа за да можеш така да оставиш успехот сам да те најде, да не го бараш, да не го бркаш, да не создаваш фрустрации на патот, сметајќи дека мораш нештото да го оствариш вака како што си го замислил. Ќе ви раскажам една како ти си таков човек. Дали е Ирина, можеби па идеално сте погодени двете да е така. Ние сме идеално погодени. Ама па ние сме сестри од различни мајки. Има контрол фриковски типови на луѓе. Јас сум била во одреден стадиум од мојот живот таков човек да сум зацртувала цели, ако не успеам да ги остварам и било погубно. Лично и сум страдала и било, не знам, сум сметала дека се зависи од мене. Јас лично не сум таков карактер, јас никогаш не зацртувам, кај мене нема, јас ова го планирам. Јас ништо не планирам, затоа што животот покажал дека плановите никогаш не излегуваат онака ние како што сакаме, меѓутоа што вика мајка ми, проектирај во главата. Ќе ви раскажам една приказна за тоа планирање, ограничување и држење, тоа мајка ми го раскажа, кога една птица, орелот да го земеме, нели го снесува јајцето, го грее, секогаш е тука додека нели не распукне да искочи малото орелче, го храни, меѓутоа кога ќе дојде време за летање, тие не ги врзуваат нозете за да летаат заедно, затоа што нели и мајката и бебето ќе паднат и ќе изгинат. Значи мора да ги пуштиме работите да си најдат свој тек. Тоа не значи дека се треба да легнеме во дневни да чекаме да ни се оствари нашата замисла. Меѓутоа, кога гледаш дека нешто не оди, го оставаш, самото ќе си најде пат. Така беше со мене и со Ирина кога правиме муабет за бебе готвач, а во мојот живот све одело така. Јас никогаш не сум се држала за ништо толку многу дека мора да го остварам. Неколку пати ја споменуваш и мајката и мислам дека тука веќе е време и за следново прашање и за нов заклучок во смисла на тоа колку незините приказни, незиниот начин однесување кој ти го прекопираш, нели, кажано по нашки, тебе ти помогнало во животот, да немаш рамки, да не си поставуваш цели зад кои ќе гребеш и ќе газиш за да ги оствариш, дека сето не зависи од тебе, а колку пак од друга страна ги оштетуваме нашите деца преку стравови, наши карактерни особини кои ние ги имаме и колку им ги пренесуваме. Како општество вака можеш ли да погледнеш сликата некако од твоја перспектива и да кажеш колку практично сме ги оштетиле децата, бидејќи потоа идните генерации се тие кои треба да ја одржуваат оваа држава, да ја сакаат, да работат за неа, да ја остават, па и безусловно да се борат за неа. Па секоја генерација си носи своја тежина. Јас мислам дека генерацијата на мојата мајка била гледана како зборам како нели деца семејство, биле држани многу построго. Па затоа сметам дека она била полабава, била и поблиска, се разговарала на сите теми. Мислам, такво ми било семејството. Ние сме можеле, јас и брат ми, све да кажеме, нормално да бидеме казнети или искарани ако сме направиле глупост, меѓутоа не да бидеме држани нели на ланец, народски кажано. За сега па јас да се трудам да најдам средина, ни да бидам престрога како родител, меѓутоа не сакам да бидам па ни лабава да оставам се. Ето така, ние живееме во едно модерно време и се јас ќе гледам модерни деца, па не знам нежно родителство, нека мене. Да, нежното родителство го прифаќаме никако така како баш според два збора. Воопшто не ми се. Нежно и без авторитет, без
Тоа е проблемот. Немаме авторитет. Кога ќе треба во една реченица да кажам зашто сум таква какво што сум, тоа е затоа што така моите родители, нели, ме воспитале и ме гледале, меѓутоа и сум го гледала примерот. Значи мајка ми секогаш викала учи, треба да бидеш независна, да не зависиш од никого. А јас па имам сосема не спротивен став, него јас сум за тоа прашање многу лабава. Јас сум во некои прашање теми малце конзервативна, некој би рекол, а јас ќе речам дека сум традиционална, затоа што јас не го сакам она, јас ќе седнам со партнер карши на маса и ќе делиме сметката, или јас ќе бидам таа што ќе биде глава на семејството. Не, јас сметам дека жената треба да биде и е вратот во едно семејство. Мажот е тој што треба да биде маж и глава, и да носи пари, и јас да се осеќам сигурно и безбедно. Меѓутоа, мајка ми ме научила и ме воспитала за јас, не дај Боже, да се најдам во ситуација да треба да сама да, нели, да се гледам себе си или своите деца, да бидам способна. Меѓутоа, тоа не значи дека јас треба да бидам или да глумам маж во куќа. Кога зборуваме за децата, мислам дека како родители, генерациите, особено после оваа нашата, овие млади родители, премногу потпаѓаат под влијание на тие некои нови животни, коучови, психијатри, психолози. Денеска секој со 6 месечен курс на интернет станува некој животен мотивацијски тренер и даваат совети кои кога ќе станеш родител, ќе видиш дека не е све така. Одлично е све во теорија, меѓутоа во пракса не. Јас секогаш викам, јас додека за некои работи стојам цврсто. И сега според возраста на моите деца, така и јас се однесувам. Ја не можам да речам на 15 години што нема да прават или на 18. Меѓутоа се трудам да ги здравите вредности да им бидеш пример и да им ги набатнаш. Да разговараме меѓутоа на gentle parenting за мене бидејќи искривено го сваќаме, тоа е целата филозофија. Не може со мамичка, оно ќе се треска од земја, сума за уши таму, ајде, нема тука трескање мамичка. Можам ли да заклучам дека нема некое детско разочарување кое те научило на силата што ја поседуваш? Или пак има некој белек од детство што можеби ти го Па не знам, сменило дискурс. Не сум размислувала многу. Ете така, јас сметам дека Господ ни го трасира патот, не судбината. По кој одиме, ние имаме, нели, раскрсници да бираме, меѓутоа ете, родителите, обкружувањето ме научило, фала Богу, до сега да ги правам секогаш вистинските избори, да го одам вистинскиот пат. Немам ништо што би го кажала како дека оваа случка мене ми го обликуваше целиот живот. Ако ја сретнаш малата верзија од себе, мислиш ли дека ќе биде горда на оваа Елена сега? Да. Иако не стана никогаш полицаец. Но како и да е, тоа е тоа. Ја прошата Македонија преку проектот Патокас. Дали денеска Македонија повеќе ја живееме или само ја споменуваме во некои патетични реченици? Ја би рекла во второто. Кога ќе ме праша, особено сопругот, знае да ме праша, ти што мислиш сега на оваа тема? И кај мене секогаш исто прашањето. Кога ќе добиеме човек кој искрено, не човек како е Динка, него луѓе кои ќе дојдат на позиција ќе ја сакаат Македонија онака како што се сака едно дете, нели, мајката има безусловно љубов. Тоа значи даваме, не очекуваме ништо за возраст. Јас тебе ќе те сакам, за ти мене ништо да ми дадеш. Кога Македонија така ќе ја гледаме и така ќе ја сакаме, секој еден од нас, тогаш и ние ќе бидеме огледало и пример дури на политичарите како се сака една татковина, држава не татковина, значи за мене Македонија е татковина, мајковина, значи сум имала толку многу можности и јас и сопругот мислам дека јас сум го кочала до некаде да не одиме надвор од границите на оваа држава. Сум можела да идам да имам и јас лагоден живот и сега да пишувам од Берлин или од Дубај, како е тука лошо. Не, јас сакав тука да останам и да бидам пример за моите деца, не за општеството, за моите деца дека не се креваат раце така лесно и дека
смислата на нашето постоење и животот не е само да станеме, да доручкуваме, да јадеме што ќе облечеме, да отидеме на одмор, да се вратиме и да плукаме како ништо не чини, него сметам дека таму каде што можеме да помогнеме, да придонесеме, тоа да го направиме. И ја би сакала моите деца да студираат негдека надвор, но најголема желба би ми била све тоа што ќе го научат таму низ светот да го донесат тука. Кога ја запознаваше Македонија или кога ја шеташе во рамките на патоказ, дали повеќе ја само се влюбуваше во неа или пак повеќе те болеше само? Најмногу ме боли... Која година, во кој период? Пред да ми се роди Теодора, значи Теди има 12 години, пред 13 години престанав да снимам, затоа што репортажна емисија бара отсуство од дома, да те нема 3 дена, па уште 3 дена монтажа, спремање текстови. Јас сакав да бидам присутна во животот на моите деца. Сакав да ги гледам како растат. Фала Богу, финансиски сум си можела да дозволам, иако животот не чувал ни мене ни сопругот. Ние сме имале и падови и стабилизир, никогаш не сме биле високото друштво, меѓутоа Што значи високото друштво? Па не знам, меѓутоа сум ја имала таа можност да бидам присутна и со едното и со другото дете и да наоѓам алтернативи како јас да придонесам на семејниот буџет и само да си го темпирам работното време. Значи јас сум работела до 3-4 саат бајле за да можам да бидам со моите деца. Македонија кога не знам, ние и поинаков образовен систем беше ние кога одевме на училиште, секоја година. Секоја година по 2-3 пати се одело на екскурзии, сме ја учеле. Дали манастири, дали сме оделе по градовите, антички театри, вистински театри. Сега според ќерка ми и син ми тоа не дека не ги носат, меѓутоа не толку многу. На страна што јас повеќе сум летувала тука во нашата држава, во Македонија, отколку надвор од незе. Не сум шетано дете. Кога почнав со патоказ, ја учиш на еден поинаков начин, преку приказните на луѓето со кои правиш интервјуа. Значи, јас сум влегувала во домови. Што те разочара, што те воодушеви најмногу? Ѓубриштето. Значи, единствена работа што секогаш и сега ме разочарува е тоа како може да оставаме толку ѓубре. И како може волку да не ја сакаме. Да. Значи, и секоја лименка, една кесичка е како, не знам, на жив човек да му гасиш цигара од телото. Јас така ја доживам таа болка. Толку е убава Македонија. Вика дека сме поубави сме и од Швајцарија, само треба да ја видиш со очите како што ја гледа вистински влюбеник. Значи имаме толку убави планини, реки. Јас сум заљубена во гостопримството на Источна Македонија, во зеленилото на Западна Македонија. Сакам кога ќе отидам, не знам, во Гевгелија, да седнам да јадам јагнешко и домат свежо наберен сега од Бавча, да одиш во Пехчево кога цветаат полињата со полско цвеќе. Имаме толку многу водопади и реки и езера, вештачки природни, што јас верувам дека половина од гледачите не ги познаваат. Да, апсолутно, еве јас сум. Значи нема, јас не сум посетила град, да нема. Се трудам да го променам тоа. Некое езерце да седнеш клупа, значи тоа се, не знам, спомени кои цел живот ќе бидат со тебе. Да, излегува дека странците кога ќе дојдат се влюбуваат многу повеќе во она што ние го живееме и треба само да се го чуваме. Знаете која срамота беше пред некој ден прочитав дека странци тука доаѓале чистеле ѓубре. Значи ми изеде стран како да ми направило мое дете некоја глупост. Генералка Викенд кој што е поддржан од странски донори е страшно срамота. Така се посрамотив дека треба да дојде некој од навор да ни каже ѓубрето. Значи тоа ми е разочарувањето и затоа што преку тие постапки ние кажуваме кои сме, колку си ја сакаме, односно не си ја сакаме нашата татковина. Затоа ѓубрето, тоа е еден од примерите, иако во глобала многу ја сакам Македонија. Така е, и ова звучи прекрасно и воопшто не звучи патетично, звучи искрено и звучи, знаеш, како што треба да биде, така звучи. Тоа е едно здрава припадност, здрава влюбеност, здрава почит кон земјата која те родила практично. Како и да е, пред ќе ги мешаме темите, бидејќи нели така е концептот, некако разговараме за вистински вредности во целиот подкаст, меѓутоа темите од една на друга на трета, па мислам дека и затоа не се интересни и гледани.
Спомена дека социјалните мрежи во најголема мера го убиваат, ја убиваат гласноста на улица, условно кажано или вистински кажано. Но колку да речеме казнувањата во општество во кое што се казнува таков тип на изразување на револт, мислиш дека не е па и причина за повлекување, например за време на минатата власт тоа беше практика. Беше практика, еве сега прво што ми тикнува е носење на маска за време на ковид со сонцето, па жената беше брутално атакувана и на социјални мрежи, па и во полиција носена и така натаму и така натаму. Колку е па во тоа вината? Зошто не излегуваме кога требало да се излезе или кога треба? Не знам, јас сум се наоѓала во ситуација, јас за инет па ќе носам, јас и одев со маската. Сметаш дека тоа е сепак лична одговорност и дека не е оправдување казнувањето што? Не, сега јас можам да ги разберам да не речат луѓето, лесно е сати таму да збориш, не работиш у фирма на пример, нели кај што некој би ти кажал. Меѓутоа јас сум човек што е спремен да остане без работа за да си го истара тој принцип од кој ви кажав и на почетокот, значи не одстапувам. Ги разбирам до некаде луѓето затоа што све е тоа поврзано. Кога ќе ти ја ослабат економијата во државата и тебе ќе те донесат во ситуација да ти зависиш од таа плата, јас можам да ги сватам луѓето дека се плашеле да излезат, меѓутоа па не можам, не се сите до толку многу ограничени или па не сликаат сите, не снимаат сите, не мора да си ти толку гласен, меѓутоа на некаков начин искажи го револтот. Значи, не дојдовме не само да искочиш на улица, него, например, ќе седнеме ете друштво, за политика да не правиме муавет. И јас стално знам да кажам, значи, политиката нас не е политика партиите. Политиката и водата оваа сега што ја пиеме од чешма, ми зависи од политиката. Да. Тој некој таму што е ставен во водовод или регулаторна која ми ја кажува каква ќе ми биде цената. Значи, нашиот цел живот, ние сме политички битија, социјални битија, ние мора да разговараме. Ти не мора како Елена да искочиш на улица и да протестираш или да пишуваш јавно па да те линчуваат или секој таму и со 3 дена школа да ти пишува за мислење и да те вреѓа ти кој си и што си. Меѓутоа вака кога ќе седнеме, гледам дека луѓето ја избегнуваа воопшто политиката и за разговор. Меѓутоа преку тие разговори и дебати ти можеш да слушнеш едно друго гледање. Тоа не значи дека треба да го смениш ставот. Значи правам муабет за здрава дебата со луѓе кои знаат да дебатираат, да разговараат. Социјалните мрежи колку се лоши за една работа, па толку си добри. Значи ние имаме реал тайм информации што порано биле невозможни да ги добиеш информации од сите аспекти на животот. Бидејќи зборуваме и за политика и немаме проблем со тоа баш заради тоа што и од таму произлегуваат негувањата на вистинските вредности, како и да е. Како од сегашна перспектива гледаш на прво главната или се уште формално правно најголемата опозицијска партија, тоа е СДСМ, и како генерално на опозицијскиот блок кој би требало да биде коректив во дадени моменти на власта, но во дадени моменти треба да биде поддржувач кога станува збор за надпартиски државни национални интереси. Како ти изгледа опозицијата, СДСМ, левица, не знам, ДУИ? Како ми изгледа? Јас многу е лесно кај нас некако така се случува, некој во опозиција све знае, дојде на власт не све некои препреки. Значи јасно ми е, јас политиката ја сваќам, зборам за политиката, за тоа кој ќе дојдеш нели на власт, како една куќа. Одиш ја гледаш од надвор, нели имаш некоја слика, дали олукот е оштетен, темелите, меѓутоа внатре не знаеш каква е, меѓутоа треба да имаш некакви очекувања од прилика како изгледа надвор, што те очекува внатре. Така е. Сакам да кажам за тој што ќе дојде на власт да нема премногу оправдувања, а за опозицијата, за ова опозиција што сега не е, таа боле сам не изгледа тоа на опозиција. Значи они до сега беа на власт. Значи мене ми е дури смешно како се зборите, факултетите последно беше не биле направени студентските домови. 7 години бевте, не бевте вие 3 дена на власт или не сте во опозиција 10 години. Значи, за некои работи треба да се ќутат. Дали штети на Македонија таква опозиција? Ако зборуваме за бугарски и тоа запнување по секоја цена ние да се обезличиме, да.
Значи не Значи не на разбирам. надворешен план генерално да, дома може би не толку, така ти е некако сваќањево? Ма не знам што да кажам, а да не ги навредам. Добро, нека биде така. Кога последен пат се почувствува како многу горда македонка? Верувам дека ти секојдневно се имам, будиш како многу. горда македонка, но кога последен пат ти те заради некаква надворешна дразба или причина, тоа Не знам, вака сум многу јака, цврста. знам дека Аз и сум си плачка. навивач на спортски Да. активности, репрезентација и ракометна и фудбалска и Мене не знам, кога ќе видам некое, не знам, еве ќе ја спомнам Јована, не ми текнува сега на презимето. Завчера ја слушав на еден подкаст кога збореше тоа девојче, кога го слушам и кога го гледам, вака ми се ежи кожата и ми се плаче, сите македонски традиционални народни песни ги препевајте. Тие работи ме прават горда што имаме таква младина. Не знам, секоја победа на Вардар ме прави горда. Син ми кој ќе даде гол, син на мајка, и тој ме прави горд. Керка ми која ќе дојде и која ќе каже дека се справила со некоја неправда, изреагирала така како што сме разговарале дома или како што не јас сум ја научила, него јас преку примери сум и го покажала, не кажам ти вака треба да правиш. Тие се работи што ме прават горда. Не знам ништо специфично, ака не спремно ме фати, не ми текнува. Но кога ќе прочитам дека некој напишал книга македонска поврзана со темата, јас на пример што ја сакам ете некоја историска, ве сега бев на промоција кај Бранислав Светозаревич, ме направи горда. Значи тие такви работи ме прават горда. Не сум материјалист. Ќе го видиме и во ова студиото, има и многу што друго да раскаже за себе си, неговиот животен пат, некаде во јуни месец еве најава. Да ги заврши овие промотивни активности Такви околу работи тоа. ме прават горда. Ако ќе видам некое видео на некој што така без да биде платен, него ете собрал опрема, отишол, изгубил 2 дена, потрошил пари за гориво, нели времето вреди пари, снимил некое видео за некоја црква или манастир и на TikTok, кога ќе видам, јас тие се работи што ме прават горда, кога си ја промовираме Македонија, кога не ги забораваме Дали вредностите. тоа значи дека треба да правиме граници или дека немаш проблем, дека ги почитуваш луѓето кои сметаат дека љубовта кон татковината треба да е интимна работа и не мора да биде јавна? Или пак сметаш дека треба да се демонстрира уште појавно од ова што сега го правиме на начин на кој што го правиме одредени луѓе, пак не можам да речам дека е тоа една генерална слика и дека има едно силно освестување за вистинската дефиниција и практикување на патриотизмот, но треба ли да остане интимна работа или треба да биде јавна? Ако го согледаме светот и општествата како се движат, како на вистинската интимност, што треба да е интимна, е вака сервирана по улиците, па дури и кај нас, кога едни паради кои пропагираат сосема други вредности, кои ние треба да ги прифатиме како најнормални, се нормални, И тие се јавни, тогаш не треба да има проблем. Зашто љубовта кон Македонија јас да ја држам во мојата интима. Значи тоа не значи, кажавме преку примери. Прва работа што да направиме и да можеме да се кажеме дека си ја сакаме својата држава е него ставете ѓубрето зад себе. Најпростата, наједноставната работа, да не одам до таму дека може, не знам, некој татко што има вишок на време или ете, например, се разбира во спорт, па ги собере децата од мало, доете денеска ќе ви правам тренинг кондиционен, например. Затоа што еве во времето јас кога бев ученик, ние имавме драмска секција, математичка секција, одбојка, ракомет, ако се плаќало тоа биле, ги памтам како сега 50 или 100 денари. Да. Сега родителите мора све да платат. Значи патриотизам е кој ќе ги собереш децата од мало и ќе им помогнеш да совладаат некоја техника во фудбал. Тоа е за мене гласноста. Не е гласноста, јас сега дека ќе одам по улица и ќе се расправам и ќе викам или не знам како луѓето ја замислуваат таа интима, дека јас ќе ја држам љубовта, не јас кога се сака треба цел свет да знае нешто дека се сака. Прекрасно кажано во таа смисла, љубовта и низината демонстрација е преживување или пак е избор? Кај тебе е избор, очигледно. Јас не знам за преживување.
Во смисла на искривување на нејзината моќ и на емоцијата што значи љубов во било која смисла, зборуваме сега за татковината, но луѓето ета кога сме кај патриотизмот ја доживуваат како алатка за преживување, па и популистичко, маркетиншки себе представување на нешто што не си во суштина. Во таа смисла пак јавноста нели не е вистинска љубов кон татковината, тогаш јавноста е оправдание за да се добие нешто за возврат заради мојата љубов кон А ете како што кажав да. и претходно, значи за мене љубовта е едно чувство кое не бара никакви услови. Значи кога јас љубам или јас кога нешто сакам, тоа го сакам без да чекам нешто за возврат во све во животот. Ако јас тебе не знам, ако јас сакам да пишувам, ќе пишувам без да очекувам дека треба некој да ми ја купи мене книгата или јас да заработам од неја. Или јас ако ја сакам не знам татковината, дека јас сега треба да чекам некој да ме вработи. Еве до ден денеска се уште ме поврзуваат партиски, дека работам негдека во администрација, дека јас си земам плата, а ја си имам своја работа која мора да се трудам од буквално 24/7 сум морала да работам за да одржиш некое ниво кога збориме за финансии. И можеби затоа никогаш еве до сега не сум пронашла место или не знам фирма или работно место каде што би се задржала, можеби од тој страв дека некој ќе ме пресече. Не смееш многу да збориш. А јас многу сакам да зборам. Проектот Риза е, за некој не зна? А Риза е едно креативно ателје кое нема физичка продавница, меѓутоа јас таа креативност што ја носам од мојата мајка, пак си ја спомнам, ние сме такви креативни, имаме некоја креативна жичка. Единствено мене ме скокнало оној делот со пеењето, и мајка ми и тетка ми убаво пеја. Гледам сега и ќерка ми, може пеачка ќе бев. Каде што изработував сега е во мала пауза, каде што изработував дизајни на кирилица. Значи ми се смачи да читам латиница и надписи српски. Твојот пркос кон некакви тикови кои треба да потис. Од оваа перспектива која ќе се навратам, јас на многу начини сум покажала како ја сакам татковината. Например, ете со тоа, бидеш што сум на кирилица, така ми е и мотото. И самиот збор Ариза е стар архаичен македонски збор што значи подарок, подари. И со штосни надписи, тоа ќерка ми ја даде идејата, видов оние бодиња бебешки со надпис моја принцеза, не моја принцеза, нешто беше ама на српски напишано, сунце мое, нешто така. И се викам, ми е убаво све, не можам да го облечам како да ја облечам сунце мое, ти сонце мое. И така започна целата приказна и нормално не заврши таму после. Да, ма оние кои размислуваат бизнес ориентирани, ќе ти речат дама нема да допреш извозно надвор со кирилицава. Не ми е целта јас ни да допрам нити да заработам. Мене ми беше мерак да гледам луѓе облечени на кирилица. И драго ми е што после мене имаше и сега има студија што тоа го практикуваат и се повеќе луѓе носат надписи на сега имаме и брендови, тоа брендови. Јас не прераснав во толку многу предпознатлив бренд затоа што јас не сум човек што сака 24/7 да се вложи во работата, затоа што во тој период ми беа децата мали. Јас да, ама не се плашиш да оставиш и на стендбај малку, па потоа кога ќе дојде време и креативна енергија. Не сум толку многу амбициозна така. Кога сме кај тоа, јас се фасцинирав од одредени твои текстови што ги прочитав, преку кои вадиш најдлабоки твои, не знам, размислувања, па и анализи преку описи на локално околу тебе обкружување, како ти тоа го гледаш и какви емоции буди и што е она што ти е јасно, што е она што не е стилот на кој прозаично се изразуваш себе си, за мене е фасцинантен. Една од речениците која можеме да ја употребиме, условно кажано, вечерва е, вака цитирам дел од твој текст, зар борбата на децата да ја оставиме. Не сме вечни за да можеме, значи, зар борбата на децата да им ја оставиме, во таа смисла требаше да биде интонирањево. Не сме вечни за да можеме и да се бориме и да ги научиме како да ја водат борбата, која ние треба да ја водиме. Која најтешка битка ќе остане за нашите деца, прашалник. Те прашувам сега.
Точно така. Јас сметам дека некои работи не треба да ги оставиме на идните генерации. Кога зборувам за ова, мислам на името. Значи и тогаш и сега стојам на ставот дека не треба една борба која ние ја изгубивме, дека треба да им ја оставиме тие да ја војуваат. Знаете како поминува времето во тоа како ги учат на училиште, дека нон-стоп се спомнува тоа на С, што не сакам. Значи, кога ќе речат Северна Америка, мене вака во стомакот ме пресекува, викам, добро, Америка не е Македонија, значи е до таму. Затоа што тој збор пред името Македонија не е само збор. Значи не е географска, не е бришење на една цела историја, на еден цел народ. Јас поготово затоа што потекнувам од семејство каде што имало егејци. Со тие приказни како прабаба ми ги пренесувала малите деца, значи големите морала да ги пушти во возови низ Европа и не знаела на која страна ја отишле, пелените да ги суши под пазуви за да може да им ги смени и сега очекувате од таков човек со такво млеко издоена и растен да остави борба, тоа е така преđi бриго другоме. Се извинувам што се изразувам на српски, не ми текнува на македонски некоја таква поговорка, значи не може све ние да оставаме на некој, треба да си ги извојуваме нашите битки. Битката на нашето време, на овие генерации е токму тоа, да издржиме, иако не издржавме, да не попуштаме и да се бориме на секаков можен начин, да најдеме начин да си го вратиме името, односно да го тргнеме тоа срамно С. Или зборот на С, да. На тоа ми се однесува тој статус. Знам, бев во Крушево, слика на Подмечкин камен, значи јас кога ќе отидам таму плачам. Ова е текст практично цел. Да, значи така ги учам. Јас кога ќе помислам, многу пати сум се фаќала себе си во мисла, добра Маријана, ти само мора да ги тераш си само тебе ли да те, затоа што ме плюкале, зашто на моите деца да им викаат таа мајка ти ваква или онаква, или зашто да читам гадости за мене, не ме ни разбрале што сум сакала да кажам. Оди си таму и ти на одмор. Значи сум пробала така да направам. Значи не можам. Не среќи нас. Не среќна него. Не, јас сваќам смислата на моето живење, ако јас само така чекам некој друг да ми ја заврши работата. Прекрасно кажано, еден од можеби најсилните подкасти или најинтензивните овој вечерва, кога станува збор за она што е концептот на оваа моја емисија, така што ти благодарам што си вечерва тука. Повторно цитат од еден друг твој текст, ќе напишеш: обиди се да веруваш. Не е важно, дел од текста, не е важно дали ќе биде тоа Бог, љубов или стар партал, кој те врзува со твоето постоење. Моли се, но никогаш не проколнувај. Во што веруваш ти? Се почесто може да се слушне фразата во ништо веќе не верувам во нашето обкружување, едноставно зашто е опасна оваа ментална или душевна состојба? Јас сум израсната во некое семејство каде што религијата, зборам како нели религија, посетување цркви или не знам, не се практикувала затоа што биле генерации во израснати во комунизам. За време на партизаните така е тоа било. Меѓутоа ја памтам прабаба ми Денка, значи она верувала во Господ и јас се некои работи што сега не ги осознавам, него сега ми се јасни чувствата, на пример, што ги имам. Јас од секогаш сум верувала во Господ. И таму кога пишувам верувај, луѓето знаат да кажат, во ништо не верувам. Дали кога легнуваш навечер веруваш дека сабајле ќе се разбудиш. Зар тоа не е верба? Значи не може да ја поимуваме вербата во нешто. Еве јас верувам во Господ, некој верува во универзумот, некој верува во убавото време. Не можам да се мешам во чувствата на луѓето, меѓутоа тоа е верба. И не треба да ја мешаме вербата, верувањето со религијата. Така. Тоа што саќам дека многу луѓе имаат одбивност кон црквата, на пример. Зборам како објект, не како институција, не сакаат да одат, не знам што ќе се случило. Или за мене се тоа, не знам, изговори. Јас сакам да верувам дека вечерва ќе легнам и сабајле ќе станам. Значи тоа е првиот чекор на моето верување. Ако не верувам, зашто живеам? Значи затоа и стар партал. Јас сум човек што сега бев во Германија, седев,
пиев кафе, позади мене беше хотелот кај што беше Майкл Джексон кога го покажа своето бебе и јас си донесов она салфетката што ставаат под кафето. Значи тие се такви некои спомени. Не го донесов тоа како трофеј, него ќе ме врати во тоа време, некои нели мисли и чувства. Ете јас сум верувала дека ќе му одам на концерт, сум завршила пред на сосема друга работа, меѓутоа тие се такви некои мали работи за мене што го чинат смислата, неколку пати веќе се повторувам, смислата на нашето живење. Не се повторува. За мене е убаво, јас сакам да возам, например, убава кола или не знам, да не се мислам годинава дали да уплатам на Малдиви, Бали, да идам да ја видам, ете Кина ми е сон, Русија, да се шетам низ Москва. Меѓутоа ќе бидам сосема задоволна ако маш ми рече пали колата, идеме денеска во Виница. Значи јас и на Виница знам да и се израдувам. И сум верник. Можам ли да те прашам вака, дали може вака да гласи прашањето, ако не па преформулирај го, па одговори го секако. Значи, што е потешко? Да бидеш сакана или да се дадеш себе си безусловно, да сакаш безусловно? Што е потешко? Дали е потешка и понезгодна, да речам, ситуација кога си сакан или кога си типа даден безусловно? Па кога си даден безусловно, некој ќе се најде и ќе те сака. Па не знам што е потешко. Кога сакаш, не треба да ги мислам дека е потешко да сакаш, затоа што треба тогаш да направиш компромис со некои работи. Ако збориме за личност, нели правиме компромиси, ги ставаме на вага добрите со лошите работи. Никој не е идеален ниту човекот, ниту општеството, ниту не знам. Мислам дека потешко е да сакаш отколку да бидеш сакан. Ако ќе видиш, пак е тој некој што те сака и на него му е тешко. Да. Има логика. Ако имаш некој карактер како... Може би требаше да биде прашањето што е полесно, а не што е потешко, како и да е. Ова ама повеќе та натера поинаку да погледнеш целава приказна околу сакањето. Може ли жената целосно да се посвети на семејството, да не се изгуби себе си? Ти си еден од примерите за тоа, но сега збориме за жената. Без разлика на партнерот колку ја поддржува во тоа или не, дали воопшто има партнер или е, не знам, сама, може би е сама мајка, може би е без деца, како и да е. Колку е губење на себе си кога се посветуваш на семејството, зборувам сега, а колку е баш себе реализација? Па пак зависи од нас самите. Како го имаме замислено нашиот живот. Ја од секогаш не знаев, меѓутоа имав осет за тоа што сакам, како сакам да ми изгледа секојдневието. Не дозволив да се изгубам, иако имаше периоди, ти кога си млада мајка, млада во смисла бебето ти е мало, млада во години не. Значи кога си тазе мајка и ти немаш не да сакаш, не сакаш, тебе никој не те прашува ти дали си тука заради тебе, ти имаш пред тебе цел едно бебе кое треба да го одржиш, нели, во живот, да го пркнеш, па после може да, значи сум се губела и јас себе си, меѓутоа пак е тоа зависи од личноста, каква ни е замислата за животот. Пак е индивидуална одговорност. Јас не правам, например, компромис. Ете, јас сум се откажала во наводници. За мене тоа не е откажување, него е менување на правецот по кој се движам. Ја не се откажав од работата дома, го знаете на видео кога им нудат на жените работа и им ги кажуваат условите. Ќе работиш 24, немаш време за спиење, мора и да сготвиш, мора и да донесеш пари и демек дали се согласуваат и они не, а ако се согласувате вика и на сето тоа ќе го работите бесплатно. Ниедна од тие жени не се согласи, на крај рекам, вие више тоа го работите, вие сте мајки, жени. Значи дури да не си мајка, сега не знам како е кога не си мајка, тој период е сосема друг. Јас кога зборам на оваа тема, зборам и како мајка и како сопруга. Имало периоди кога сум се губела, и тоа не го подразбирам како не е губење. суштинско или целосно излегување од сопственијата пата како е. Јас имам сопруг каков што имам, што целата поддршка за сите мои проекти, желби, нешто да направам, да се посветам на некоја, не знам, тема, проект, не е важно, бил тука покрај мене. Ние не сме маж и жена,
машки женски обврски, ние сме татко и мајка, ние учествуваме подеднакво во семејството. Обврските секој како може е слободен, значи нема такви некои. Во таа смисла како се мери љубовта, преку вниманието или преку присуството? Па јас вниманието ја мериш? да, преку со присуството. Значи, јас сум човек што без својот сопруг не оди нигдека, скоро нигдека. Ние сме секогаш заедно пазариме. Тоа не е време за, ете, дека имаме деца, не е време што си го поминуваме, да си направиме муавет, пред да пазариме, ќе спиеме кафе. Вниманието, јас сакам ето такво внимание, некој да ти подсвет. Кога имаш внимание, пак имаш чувство дека ете припаѓаш на овој свет. Јас го сакам вниманието и од децата, мама, ајде да направиме нешто заедно. Ама пак е тоа присуство во суштина. Да. Присуството, значи Преку присуството се чувствува вниманието. Присуството, вниманието во смисла ако мислиш на материјално, тоа не ми значи ништо. Не дека не се радувам. Не сум јас до толку некоја скромна. Меѓутоа не е пресудно. Ти за да ми дојдеш мене на роден ден не треба да донесеш поклон, треба да се донесеш самата себе. Така ме научила мајка ми дека еден човек кој ќе го соблечеш гол, тогаш ќе го видиш. Него прават атрибутите во смисла скапиот часовник, чевлите од делото, клучевите од кола ставени на маса, све тоа кој ќе го тргнеш, тогаш гледаш со кој си имаш работа. Уште колку имаме, не знам како да го поставам следно прашање, уште колку имаме како општество години или работа, условно кажано, вака да се ги воспитаме децата, бидејќи како колективна свест, ова не го гледаме. Ова што ти го зборуваш е индивидуална приказна. На тебе, на твоето семејство, тебе така те воспитале, ти така твоите деца ги воспитуваш. Зошто не го гледаме како колективна свест? Уште колку, уште што ни треба? Премногу ни наметнува тој нездрав запад. Кога мислам на нездрав запад, мислам баш на тие нездрави некои начини на живење и сваќање на животот. Да, еве тебе не ти го изместила. Па не знам дали јас сум таа генерација, дури тие што се во моето обкружување, значи не можам да дадам генерална слика, можам да дадам од она што го читам, го следам. Знаат да ме стават во група на антифеминисти. Јас сум за правата на жената, меѓутоа не во смисла не знам како да го објаснам тоа, да не ми треба 40 минути, значи не е да бидеш феминист, да се бориш да дојдеш само на директорска позиција, ако правиме муавет. Зашто не се бориме да станеме рудари? Значи во таа смисла јас кажав дека сум за некои работи традиционална и конзервативна, но тоа не значи дека јас дома имам прегач и шамија на главата и дека цел ден сум во кујна. Не, јас живеам, јас искачам, се движам меѓу луѓе, немам никакви забрани, сметам дека имам модерно живење, не ништо поназадно. Меѓутоа размислувањето тоа која улога, јас не можам да го оставам детето, еве да бев во работен однос и сега јас дидам да работам, маш ми да земе болување 9 месеци да го гледам. Како ќе издржам јас на работа? Тоа ми е нешто непоимливо. За традиционални баш вредности кои се неопходни да остане здраво едно. Тоа не значи дека ти како жена баш да го ставиш прегачот и сега да не знам. И си слугинка, односно. Да, кој ќе дојде да го пречекаш ли? Не, него ете некои работи мора да ги задржиме. Знаете како тиква без корен не бива. Значи тие ни се корењата. Во таа смисла со кого треба повеќе да се работи, вака, ако може така да се каже, со родителите или со децата? Па првин родителите, затоа што првата... Кој треба да работи со родителите на општествено ниво, еве институционално на пример? Што мислиш? За да би можеле свеста прво да покренеме за одговорноста на родителството, а потоа и да првин треба да престанеме да наметнуваме стил на живот, првин кој не може, например, да го издржиме финансиски. Знаете како жените и веќе им морат да се на работа, затоа што едно семејство не може финансиски да издржи ако само е на една плата. Така не, мајката мора сега више да работи. Не станува повеќе за тоа дали сака или не сака. Значи кога ќе престанеме како општество да наметнуваме некој стил на живење кој не соодветствува со
ајде да речеме Балканот, зар мора да правиме родендени што чинат 2 просечни плати, да носат нашите деца најскапи патики, да имаат најнови телефони, знаете, све тоа ве тера вас вие да трчате по парите, како и да звучи тоа. Исто тоа вие не сте дома, па има кога ситуации кога мора ти да имаш дополнителен приход. И кој ни ги воспитува децата? Системот кој сметам дека ги има тие и некои и искривени вредности може би нашето тоа е една многу општирна пластично прифаќање на сите овие искривени вредности, не спротивставувајќи им. Да, лесно е затоа што е срамота да кажеш дека веруваш во Бог, срамота е да кажеш дека сакаш да бидеш жена домаќинка, да си ги гледаш децата, ама не е срамота да кажеш дека не знам поддржуваш не знам какви вредности кои едноставно не се нормални. Никој не може да јас не осудувам, да не ме свати, ми е жал што морам да го кажам тоа дека јас прифаќам различности, мене не ми смета кога е некој поразличен од мене, се до моментот кога не ми се мешаш во моите ставови и принципи. Значи, ние имаме искривени вредности. Ние сме многу либерални, многу некако лесно прифаќаме начин на живење што не соодветствува со ова поднебје тука. Ние сме потрадиционални некако, ние и нашите соседи. Така е, одлично се трудиме кажано. да сме во чекор со нив. Не, некако не иде. Институционално, што би требало да се направи? Еве, например, си на позиција на шефица на државата, македонска председателка. Како институционално ти, нели би можело да помогнеш вредносниот систем да се рехабилитира во Македонија? Ете, може ли? Може. Значи, кога ќе имаме да ги вратиме првин, нека не бидат секции, активностите во училиштата да ги вратиме, да бидат бесплатни. Значи да биде бесплатен фудбалот, кошарката. Кој ќе ставите вие некој влюбеник во Македонија, може да јас имав таква некоја замисла дека младината на тој начин треба да се натера, да се сака. Апсолутно. Например, пластично имаме еден клуб за кикбокс. Треба да го води некој, нели, што го разбира тој спорт, меѓутоа и што ја сака Македонија. Знаете, вие преку тренинзите, а имаме ние такви луѓе, јас сум ги видела, ги читам, што преку на тој начин им влијаат на децата. Дека јас на пример кирка ми учам дека оценките таму и се, односно тоа што го учи е само за оценка. Порано нас не уча дека треба да имаме знаење, без разлика нели каква ти е оценката. Јас кирка ми викам гледате се добри оценки тamo, тоа што го учите воопшто не ми се допаѓа. Значи има некои работи што не соодветствуваат со тоа јас како го замислувам, дека треба да изгледа еден, не знам, здрав со здрави корења еден живот. Значи има многу иновативни луѓе, треба да се најдат. Се точно примерите не ми текнува. Не, даде интересни примери. Ама ете на таков начин, знаете, пак све се врти околу тоа колку си ја сакаме државата. Така. Затоа што ако си го почитуваме тоа нашето, јас на пример сум горда со македонски вес, со македонска носија, со традиционално јадење, сега ние ќе трчаме тука за некои јадења донесени од далечниот исток, а ќе плукаме по гравчето или не знам по грашокот или по некоја пита, тоа све со зејтини. Значи ќе си го прилагодиме ако е со зејтини, да си ја задржиме од сите тие такви мали работи, прават ние да трчаме по нешто што не е наше. И така и дојдовме до овие вредности. Јас би те оставила цела вечер да зборуваш. Ова е толку едноставно, а толку љубовно и толку искрено и сите подструктури во рамки на подкастот што се обидувам некогаш да ги допрам во некои од емисиите, а не успевам толку силно вечерва, мислам дека ти тоа го направи без никаков проблем, па дури и без да ги имаш овие прашања. Прво ти благодарам што ја видовме Елена, активистката, борецот против неправда, или борецот за правда, за да бидеме афирмативни, да не бидеме нели негаторски во изразот. И ја видовме во едно комплетно друго светло, во едно многу подлабоко светло. Ти благодарам што немаш проблем било што да одговориш и што тоа го сваќаш како одговорност заради себе,
заради смислата на твоето живење, а и заради тоа што треба да им го оставиш на твоите и на сите деца кои вечерва те гледаат. На крајот од криштата, за крај сакам да те замолам за вака баш на прва од срце 2 пораки, едни за родителите, едни за децата нивни. Ајде Една со една, не едни, туку една со една. Да, за родителите да не се трудат премногу да избегаат од тоа како нив, односно како нас еве, мојата генерација на пример, нас колку строго не држи, ние са така малце прелабаво, че да најдеме една средина како ќе си ги воспитуваме децата, да ги научиме дека љубовта и тој патриотизмот, тоа чувство на припадност, дека се учи првино од дома, значи после да чекаме институциите, ние оставаме некој друг да ни ја заврши работата. Кога станува збор за исхраната, не ги знам прашањата што ги поставуваш на крај и Ма нека биде за исхраната, апсолутно. Зашто викам ќе ми постави на крај прашање, иако многу не зборевме за исхраната, иако е многу важно како ги навиките кои ќе им ги наметнеме на децата кога станува збор за исхраната, за да имаме ние една здрава нација. Иако е многу битно, многу е поважно кога ќе бидеме сите седнати на трпеза, да се осети таа љубов кога ја готвиш храната, знаете како викаат, чувствата на родителот, тој што готви, најчесто мајката. Значи, ја мислам дека љубовта една жена во едно семејство, ја некогаш немам време цел ден да се гушкам и да се галам со децата, ама мојата љубов ја покажувам и преку тоа што ќе им направам еден обилен оброк. Или здрав, и се разбира. Значи да седнеме сите, па ти кажи како ти помина денот. Значи една таква атмосфера. Тука се учи све. Значи на таа маса, на таа трпеза, ако не можеме 3 оброка во денот, можеме еден оброк или ако не можеме преку неделата, барем викендите да ни бидат заедно со децата на трпезата. Никој ова не го кажал до сега како последна порака, ти благодарам, апсолутно сум согласна. А за децата, па не знам за децата каква порака, да си ја сакаат оваа татковина и да не направат горди, затоа што јас едно време мислев дека оваа генерација нема, некако бев скептична дека нешто ќе направи по прашање Македонија, ама има примери кои ме разубедуваат. Да. Тоа значи сепак на љубов, на безусловна љубов. Како што една мајка си го сака детето, така треба да си ја сакаме и државата, односно татковината, и така се кида. Тоа е за мене единствениот погон кој треба да не води. Што ли да се додаде на се това, апсолутно ќе си премолчам и само бескрено ќе ти се поклонам и ќе ти се заблагодарам што вечерва се изложи. Ти благодарам на поканата и стварно не сум имала ваков разговор. Ти реков дека така ќе биде. Мило ми е што уживавме и двете. Драги мои, мило ми е што го слушнавте сето ова вечерва. Сигурна сум дека наоѓате начини да ги размените ваквите муабети меѓу себе, меѓутоа кога ова е начин на живот и покрај таква една професионално, кариерна, интересна концепција каква што има Елена, ја слушате цела вечер како зборува за љубовта генерално, а прети се за она најдлабоко и највистинско од каде се друго потекнува, тоа е љубовта кон Македонија. Верувам дека многу може да ви останат реченици запаметени и верувам дека особено младите кои ја гледаат, па и се препознаваат одредени интересни матуранти кои деновиве ги гледав и ги слушав, исто така ми ја враќаат надежта како што и последно кажа Елена. Вам ви посакувам да си ја чувате енергијата за вистински луѓе, да се обкружите со вистински луѓе, да не се трошите безусловно онаму каде што не треба, меѓутоа па и безусловно да се дадете за вистинските вредности, да се ги вратиме и пред се индивидуално да се промениме, оти ако нема индивидуална промена, немаш да има ни колективна свест поинаква од оваа сега добра ноќ.